Лак Агролидер започна со иницијативата Заедно за заедницата во рамки на проектот eHelp кој што се реализира со поддршка на Австриското министерство за социјална работа. Во изминативе неколку денови се уредуваше паркот и дворното место на дневниот центар Ѕуница. Се поставија нови реквизити за игра на дечињата, како лизгалки, нишалки, а се фарбаа и оградите и се реконструираше дел од влезната порта. Идејата е заедно да дадеме придонес во подобрување на квалитетот на престој на децата кои што го посетуваат дневниот центар Дзуница и заедно да придонесеме да се разубави паркчето, а воедно ова да биде и повики за останатите представници од јавните институции, бизнис заедницата, колку што можеме да дадеме придонес во подобрување на условите за престој на децата во дневниот центар Дзуница. Според социјалните работници кои што работат со овие дечиња, уредувањето на дворното место ќе им помогне за нивна поголема инклузија и поквалитетно исполнување на времето кое што го поминуваат во центарот. Корисниците се со умерена и со тешка попреченост. Моментално се прави уредување на надворешниот интериер во дневниот центар. Благодарност до невладините организации, до Центарот за социјална работа, за нивната соработка. Се направи реконструкција на дел од нишалките, реконструкција на дел од оградата и сето тоа со цел да не биде едно попријатно место за живење на нашите корисници. Децата пак на представниците од Лак Агролидер и Центарот за социјална работа од Прилеп, под чија надлежност се наоѓа дневниот центар Дзуница, им подарија дел од своите уникатни ракотворби кои што ги изработуваат тука. Се надевам дека ќе бидеме војдни сведоци на вакви иницијативи и од други здруженија на граѓани и невладини организации, како и од општествено одговорни компании, се со цел да ги подобриме условите во кои што еден добар дел од својот ден поминуваат овие деца кои се навистина во една категорија на граѓани на кои треба најмногу да обрнеме внимание, затоа што на ваков начин, со една вака подобрени услови, на децата кои се со одредено ниво на попреченост, ќе им го направиме денот поинтересен, да не биде тоа само седење внатре во просториите на дневниот центар, туку да најдеме начин за нивна занимација, рекреација и надвор од самите простори, се со цел да бидат тие подобро социјализирани и вклучени во самото општество. Во минатото несовесни граѓани влегуваа во дворот и ги уништуваа реквизитите, а имаше и кражби на делови од оградата и портата. Од центарот се надеваат дека овие немили настани нема да се случуваат во иднина, затоа што ова место има навистина големо значење за дневниот престој на овие деца. Исто така, ќе се побараат средства и од други општествено одговорни компании за да се докомплетираат реквизитите во овој парк.